редовна соработка и во новата сезона, петочна, заедно со Лајка, јавното предпријатие, кое што се грижи за бездомните куќиња, кое што, нели, со својот стационар ги има сите тие можности да се истретираат куќињата улични и за жал, доколку не се вдомат, да се вратат повторно онаму каде што се нашле, нели, и заловиле. Ке се дружиме со Благица, стандардно се дружиме и ова сезона продолжуваме така. Сара, добре ни дојде и ти во емисија. Хари, добре дојде и ти по прв пат во утринската. И навистина, денешната тема долу ја напишавме да биде зошто куќињата од стационари се добри за вдомување. И зошто треба да се вдомуваат баш такви куќиња, односно да бидат составен дел од вашиот живот. Ке зборуваме сега и за летниот период кој што помина, што се случуваше, што се правевте, дали мирувавте, дали летувавте и нормално поврзано со животните, а исто така и за активностите кои што се науваат есента. И нормално ова ни е цел и се разбира ние како утринци ве поттикнуваме сите вие кои што имате можност, сите оние кои што сакате да си внесете радост во својот дом, и сите оние кои што сакате да вдомите домашен милен и конкретно куќенце. Еви Хари е за вдомување и ќе имате можност да се уверите, Хари, нема да не избрукаш, дека е мирно куќе и дека навистина куќињата кои што се за вдомување се прегледани, како викате вие, прочистени со сите третмани. Го имаат поминато целиот хуман третман, така да се чипирани, вакцинирани, стретирани, така да спремни комплетно да бидат домени. Да, и безопасни. И безопасни, да. Па добре ни дојдовте во сезонава. Добро и овде, мислам, и овој петок, да. Ние веќе се зачувствуваме како дома, второ дома, така да. Ви благодарам на соработката, се надеваме дека понатаму ќе си го тераме на стандардно петочно дружење. Верувам успешно ни оди. Одлично, верувам, со оглед на тоа статистиките и бројките кои што нели на неделно ниво ги објавувате е задоволително, секогаш може повеќе, но се буди свеста кај народот, првенствено да не се фрлаат куќињата, нели? Да не се оставаат на улица, а второ и доколку се има можност, нели, да се вдоми. Не секогаш купеното скапо куќе е добар миленик. Апсолутно, да, на ваквиот начин ја подигнуваме свеста кај граѓаните дека нели потребно е да се вдоми бездомно куќе од причина што нели се прави хумано дело, а и бездомните куќиња знаат многу поголема љубов според мене и да го ценат тоа што ние го правиме за нив. Да, го чувствуваат тоа. Ајде малку за летово да го прочешваме како помина во Лајка летово со број на куќиња, што се случуваше, некакви можеби активности, вдомување, интерес кај луѓето, обично нели летниот период кога некако сонцето и си бараме причина што повеќе да бидеме надвор, па и самите куќиња нели таа причина ние прават. Ние летово малку одмаравме, нели, но секако си продолживме со нашите редовни активности, заловувавме, ги третиравме, ги вдомувавме, за разлика од минатата година, оваа година интересот за вдомување преку летниот период беше многу поголем, што навистина не радува. Месец септември е месец во кој што навистина имаме уште поголем интерес, почеток на школска година, почеток нели на нашата работа стандардно. Имавме доста интересни активности. Минатиот викенд ни беше во посета Бран Фолкнер, односно експерт за благосостојба на бездомни куќиња, одржа прекрасни обуки за вработените во Лајка, обука за негователите, обука за заловувачите и во саботата имавме граѓани кои што беа заинтересирани да слушаат како да ги протолкуваме знаците на куќињата, особено кога ќе ги видиме нели надвор во нивна близина кога ќе бидеме. Не, можеби таа тема треба едно гостување да се направиме специјално и да им пренесеме и нешто поголем број на луѓе, нели. Пред да ве прашам какви се активностите и плановите нели есенва, од денеска е есен, како се подготвувате таму во Лајка за есента, сакаме едно видео да споделам и со вас, со гледачите го споделивме завчера, една ситуација, едно видео кое што на социјалните мрежи успеавме да го најдеме и сакавме нели со нашите гледачи да го испрезентираме, односно ја имавме и она информација бидејќи сепак е поврзано за Струмица, а вие не сте надлежни за другите градови освен за Скопје, но сакам да ве поттикнам и да ве потпрашам, односно да сугерираме кај граѓаните што во таква ситуација и може да го погледнеме, нели ќе продолжам да го коментирам. Да се работи за нели повозрастен човек кој што ете глутница, улични куќиња го напаѓаат во центарот на Струмица, нели тој успева некако да се одбрани и од нив со својот велосипед. Прашањето ми е, нели, вие морате да ги вратите назад, затоа што нема капацитет. Оние кои што нема да бидат вдомени, онаму каде што биле заловени, со третманот претходно направен.
Но што и дали можат луѓето, доколку нели им се случи ситуација да кучињата се нели поопасни кога се во глутница и сега во периодот кога се гладни, нели. И појаки, нели. Обично кога е само кученцето не може генерално ништо да ви направи. Но во ваков напад, дали може луѓето да и дали преземате нешто да ве известат дека на одредено место во некоја населба во Скопје има глутница, се создала глутница на кучиња, кои што веќе стануваат нели опасни. Секако имаме ние електронска пријава каде што може да пријават бездомно куче, не само за третман, хуман третман, туку и генерално доколку постои глутница која што прави проблеми на самата локација. Ние одиме на лице место, ги заловуваме првенствено тие кучиња кои што немаат тушна маркичка, односно оние кои што го немаат поминато хуманиот третман. Пробуваме да им најдеме дом, доколку не им најдеме ги враќаме назад повторно на локација, нели со надеж дека нема да представуваат проблем за граѓаните и за околината. А постои ли да речеме можност да се раздвои таа глутница? Тоа куче да биде или тие неколку кучиња да бидат на друга локација, не? Па во принцип настојуваме секогаш да ги вратиме на матичната локација, меѓутоа кученца како кученца доколку тие се во чопор подолго време и да го вратиме ни дека подалеку не значи дека нема да се врати првенствено или на она првична локација. Глутницата не е нешто што ние можеме нели да го растуриме, сепак тоа е нешто што тие се го оформуваат самите. Добро. Добро, верувам корисно нели и за сите оние кои што не гледаат и широм Македонија. Вие реков уште сте само надлежни за Скопје, но си има други нели кои што се надлежни и за останатите градови. Ајде малку за есенва и се разбира да поканиме повторно луѓе кои што имаат и сакаат да бидат дел и можност како волонтери, дека секогаш вратите на лајка се отворени и секогаш имате потреба од нели нови луѓе кои што би се грижеле и би помагале во се она што е како обврска во лајка. Ајде повели. Да те вклучиме со Благица, пошто со Благица кога ќе почнеме. Првенствено, лајка е едно предпријатие каде што тимот максимално се дава и се вложува во своите активности, така да сега во скоро време му е роден ден на лајка. Така да планираме нешто околу тоа во врска со бездомните кучиња. Се уште немаме точно дефинирано што би правеле, меѓутоа баш додека доаѓавме на вака го коментиравме тој момент, да испланираме што ќе правиме. Оние тековни активности на заловување, на средување на кучињата, на хуманите третмани, сакаме да ги појачаме и зголемиме нормално колку што сме во можност. Така да веќе си го фативте редот, да, веќе си го фативме редот и функционираме безпрекорно. И граѓаните тоа го приметуваат и се задоволни генерално. Сега секогаш има некаква ситуација, но во секој случај свеста ја разбудивме полека, но сигурно. Кога сме кај роденданот, ајде убаво што спомна, ќе им соопштиме и кога и каде, кога сето тоа ќе го финиширате и договорите, но нека размислуваат што поклон да донесат. Односно, не сме скромни, не викаме дека не ни треба поклон во лајка, затоа што секогаш се потребни оние донации нели во вид на храна, еве сега зима кевенца, веројатно секогаш е потребно плюс од такви работи, нели? Да се потрошливи материјали кои што треба со тек на време нели да се обновуваат и да се набавуваат. Кебенцата се нешто што нас во секое време ни треба, бидејќи особено во зимскиот период кога доаѓаат ниски температури, така да еве апел доколку некој сака, нормално не мора тоа да се нови кебенца, може да се кебенца кои што дома ги имаме, ни ги користиме, се застарени, а сепак многу ќе значат за кученцата кои што се згрижени во прифателиштето на лајка. Така, гледаме фотографии нели кои што од ваша страна ги добиваме засебно за кученца кои што нели се вдомуваат, односно има можност да се вдомат, така што веројатно ги инспириравме и овој пат нашите гледачи, поточно оние кои што се решиле дека сакаат имаат можност да имаат свој домашен миленик, да си вдомат од кај вас. Ви благодарам многу. Нешто треба да додадеме или за следниот петок да оставиме? Само доколку сака да или се заинтересирани граѓаните за Хари, ќе кажеме дека Хари има 2 годинки, има хигиенски навики, многу е мил и би бил идеален миленик за семејство со деца. Да. И во тоа се уверивме, Хари. Браво, Хари, беше умно куче. Ете така. Фала ви, да. И рано и за подготовка за зимскиот период и ладното време, затоа имаме време и ќе ги информираме и нашите гледачи. Сега да се спремаме за роденденот, а? Добро, ајде следното гостување ќе знаеме нели кога. Се со цел, како што споменав,
подароците кои што треба да ги донесе, затоа што се потребни, нели?